Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате 153 новозаболени од COVID-19 во последните 24 часа, од нив 20 се од Тетовско. Сообраќајот на патот Тетово-Јажинце нормализиран, штетите допрва ќе се проценуваат. Политичките партии со активности во Полошко за време на предизборната кампања. 153 новозаразени лица со COVID-19 во земјава во последните 24 часа, од нив 20 се во Тетовско. Регистрирани се и 75 оздравени пациенти, а починати 6 лица. Министерот Филипче денес одржа пресконференција заедно со доктор Фабио Скано, советник на генералниот директор на СЗО Европа. Во последните 24 часа се направени 1279 тестирања, а регистрирани се 153 нови случаи на COVID-19 во земјава. Најмногу во главниот град 66, потоа следува Тетово со 20 нови случаи и Куманово со 13. Починати се 6 лица, од кои еден пациент од Тетово. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 75 оздравени пациенти, од кои 30 од Тетово. Министерот Венко Филипче денеска одржа пресконференција заедно со доктор Фабио Скано, советник на генералниот директор на Светската здравствена организација Европа. Филипче рече дека нашата земја е соочена со посилен бран од првиот, поради низата непочитување на мерките за заштита од страна на граѓаните. Во моментов нашата земја е соочена со бран на вирусот посилен од првиот, како последица на олеснување на рестрикциите, но повеќе како последица на една серија на настани, семени собари, прослави на кои што практично не се почитуваа препорачаните мерки за носење маски, дистанца, дезинфекција, често миење на рацете. Јас многу пати до сега ги упатувам параката до граѓаните дека ова се универзални мерки на секаде во светов и во моментот единствениот начин да се заштитиме себе си, нашите семејства, пријателите, секако и здравствените работници, но и здравствениот систем во целост. Скано пак потенцираше дека високата бројка на новозаразени лица може да се изменаџира. Поуката што треба да ја извлечеме е дека се до моментот на пронаѓање на делотворна вакцина не смееме да се опуштиме, односно да го спуштиме гардот. Дејствата што ќе се превземат овие денови, но и во неделите и месеците што предстојат, ќе бидат критично важни со цел да се спречат случаите на новозаразени и да се спасат човечки животи. Оваа моја посета на вашата земја се случи токму на време. Она што го гледаме низ светот, укажува на заклучокот дека вирусот нема наскоро да си замине. Напротив, тој брзо се шири и коси живот и затоа треба да направиме се што е потребно за да му се спротиставиме на проактивен начин, односно да бидеме пред него. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3164. Сообраќајот на патот Тетово-Јажинце нормализиран, атарот на Доброште се расчистува, штетите допрва ќе се проценуваат. Сообраќајот на регионалниот пат Тетово-Јажинце кај селото Доброште од доцна синоќа е нормализиран. Големите наноси од калдрвја и камења и денеска се расчистува. Поради оштетени столбови, дел од селата Теарце и Доброште се уште немаат струја, ниту водата не се препорачува да се користи. Габровска река за кратко време направи вистински пустош долж коритото на реката. Овде механизацијата ќе работи уште најмалку една недела. Жителите од овој крај не паметат вакви поплави. Најмногу штети, велат, ќе претрпат земјоделските посеви. Не знам што има штета, не смо видели надоле што има. Пуно до нараште има све фрлено, камени, песок, ова тоа. Скоро 56 години сам, вака не дошол. Вака дошла реката, ама не како што прави овие сега. Превише овие. Превише. Деновиве треба да се формира комисија за проценка на штетите, вели градоначалникот на општина Теарце и се насани. Тој ги опомена мештаните дека и тие се виновни за поплавите, поради постојаното натрупување на отпад во коритото на реката. Виновни се и граѓаните, зборим отворено. Зашто? Доста е ширење на корито 3, 4, 5 метра и носи материјал фрли покрај реката. Да бидеме внимателни, свесни што правиме, бидејќи од природа ни се враќа бумеранг.
Слични вакви поплави неколку пати имаше и во селото Поро изминативе години. Една од причините за речиси сите поплавувања беа токму неисчистените речни корита. Носителот на листата за изборната единица 6 од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Дафина Стојановска оствари средба со членови на Унијата на млади сили во Гостивар. Се обврзуваме да ги создадеме сите услови за младите да остануваат во државата, а не да се исселуваат од разочарување, нагласи Стојановска. Во фокусот на денешните предизборни активности на носителот на листата за 6-та изборна единица од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Дафина Стојановска беа младите. Стојановска оствари средба со Унијата на млади сили во Гостивар, од каде што порача. Сведоци сме дека изминативе 3 години младите воопшто не престанаа да ја напуштаат нашата држава Република Македонија. На списокот на тие млади кои што си заминаа од Македонија имаше различни имиња, како Александар, Аднан, Мухарем, Петар. Имињата се различни, но едно нешто е заедничко, а тоа е дека младите не сакаат да живеат во држава каде неправдата стана закон и каде криминалот стана единствен клуч за успехот. Токму денес од Гостивар се обврзувам како носителка на листата на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, исто така и во името на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, дека ние ќе ги задржиме младите во Република Македонија. Заедно ги повикувам на 15 јули да излеземе масовно и да го заокружиме бројот 14. Младите не смеат да ја напуштат Македонија и да заминат од неа, туку од Македонија треба да замине оваа власт. Носителот на листата од ВМРО ДПМН заедно со кандидатите за пратеници во изборната единица 6 ја продолжија агендата во Гостивар со средби со Унијата на жени, спортски работници, посета на населбата Дутлок и кампања од врата на врата. Председателот на БЕСА Билјал Касами денеска оствари средба со граѓаните на Тетово. Денеска продолжуваме на вториот ден од кампањата за промовирање на движењето БЕСА и коалицијата Можеме. Тука сме за да ги промовираме нашите политики и тоа што ќе го направиме во следниот мандат од 4 години. Значи, успеавме овие 3 години што помина Македонија да ја направиме членка на НАТО и сега со подршка на граѓаните гарантираме дека во овој мандат ќе ги отвориме минимум 80% од сите поглавја за членство во Европската Унија. Со тоа, значи, не само формално, туку и реално гарантираме дека ќе се подобри животот на граѓаните, ќе се зголеми минималната плата, ќе се зголеми просечната плата, ќе се зголеми поддршката за малите бизниси и инвестиции во образование, во здравство, во инфраструктура, се со цел, значи, на крајот на мандатот и реално животот и значи, животот на граѓаните да биде поблизок до тој на нивните на граѓаните на другите земји членки на Европската Унија. Значи, следниот мандат е за нас многу важен за тоа што претходната влада ВМРО ДУИ ја врати назад Македонија. Овие 3 години успеавме да ја вратиме на евроатлантските патеки, но сега гарантираме дека овој мандат и реално ќе се подобри животот на граѓаните со сите мерки кои ќе ги превземе следната влада. Главниот фокус на нашата партија ќе биде пропорционалната распределба на буџетот и консензуалната демократија, рече лидерот на ДПА Мендух Тачи на неговата прва предизборна средба со членови граѓани и симпатизери во Тетово. За да се избориме за подобар живот, треба да гласате на овие избори кои ни се многу важни, посочи Мендух Тачи на средбата која одржа во Тетово со членови симпатизери. Овој пат борбата за слобода ќе се обезбеди но без пушка, туку со заокружување на бројот 1. Поради кризата со COVID-19, по изборите ќе се даде голема помош за граѓаните, истакна Тачи. Овие избори се многу важни во борбата за нашата слобода, но без пушка, туку со глас. Затоа земете го вашето семејство, носете маска и едно пенкало од дома. Отворете го гласачкото ливче и таму прв е Мендух Тачи. Заокружете го.
Ветувам дека кога ќе дојдеме на власт, ќе се работи 24 часа првите 30 денови, но прво треба ден и ног да се избориме за тоа. За албанските семејства во социјален ризик, во првите 30 денови од мандатот социјална помош за секој албанско семејство, кој има потреба по 6.000 денари по член на семејството, ама некако сега 6.000 документи да пополнат, директно на рака, секој ќе биде обештетен, од кенлери во кафеки, таксисти до сите граѓани. Исто така гледаме болницата во Тетово на кое ниво е. Но ние ќе издигнеме на универзитетска клиника со голема помош од државниот буџет. Тоа е потребно, зашто ситуацијата со COVID-19 нема да стивне одма. Тој истакна дека дуи со кандидатот за премиер Албанец само ја навредува интелигенцијата на народот. Што се однесува на Али Ахмети и капачето што се врти на тенџерето Насер Зибери, ја навредуваат нашата интелигенција. Таква измама никој не прифаќа. Политиката се менува, животот се менува, но Али Ахмети не сваќа. Доаѓа лето низ врата е мотото со кое ќе настапи ДПА на парламентарните избори. Пред присутните зборува и останатите носители на листи. Кандидатите за пратеници од ВМРО ДПМНЕ денес посетија дел од стопанските субјекти во Тетово. На бизнисмените и занаетчиите им ја презентираа програмата за обнова на Македонија во делот на економијата и поддршка на бизнис секторот. Стратешка определба на ВМРО ДПМНЕ е зголемување на економскиот раст и раст на вработеноста, пораст на животниот стандард и по квалитетен живот за сите. Се обврзавме во иднина да обезбедиме раст на бруто домашниот производ од 4 до 5% годишно, намалување на стапката на невработеност до 10%, но и пораст на платите за 25%, како и враќање на рамниот данок со стапка од 8%. Остатокот од денот ќе бидеме помеѓу граѓаните со штандови со рекламен материјал, но исто така ќе посетиме и неколку населени места со цел нашата програма да стигне до што е можно поголем број на граѓани. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 21 часот и 40 минути на улица Илинденска во Гостивар, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи и неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 29, 20 и 24 годишник, сите од Скопје, и 25 годишен полициски службеник од Скопје. Имено при извршениот преглед врз патничко моторно возило со скопски регистарски ознаки, управувано од 25 годишникот, било пронајдено огнено оружје, непозната марка, со рамка и 8 куршуми, како и кеса со остатоци од прашкаста материја. Известен бил одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Вчера во 16 часот 58 годишникот Тетовско Боговиње во СВР Тетово пријавил дека околу 16 часот на неговиот плац во селото физички бил нападнат од соселаните на 52, 22 и 42 годишна возраст, кои подоцна му го оштетили возилото. Тројцата пријавени лишени се од слобода и задржани за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Вчера на улица Борис Кидрич во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 20 годишен жител од Тетово, кој одбивал да се легитимира, ги навредувал и физички ги нападнал полициските службеници. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера исто така во 15 часот 41 годишна жителка од Тетовско Горно Седларце во СВР Тетово пријавила дека околу 17 часот на крстосницата на улиците Илинденска и браќа Миладинови во Тетово физички била нападната од непознато женско лице, кое покуса вербална расправија, излегло од возилото со тетовски регистарски ознаки и пред нејзините две малолетни деца се нафрлило на неа. Се работи на расчистување на случајот. Фудбалската федерација на Македонија ги објави имињата на клубовите кои добија лиценци за играње во фудбалските купови на УЕФА.
Комисијата за лиценцирање при Фудбалската федерација на Македонија ја објави конечната листа на клубови кои добија лиценци за настап во европските фудбалски купови. Како што се очекуваше, екипата на Вардар нема да има можност од личната сезона во првата македонска фудбалска лига да ја круниса со настап во квалификациите за Лигата на шампиони. Покрај Вардар лиценца не добија ниту прволигашите Борец и Струга, како и второлигашот Брегалница, но овие екипи секако беа далеку од настап во фудбалска Европа. Купно 7 екипи се лиценцирани за играње во европските купови, а веќе е јасно дека екипата на Силекс како второ пласирана на табелата ќе го заземе местото на Вардар во квалификациите за Лигата на шампиони. Во квалификациите за Лигата на Европа ќе настапат двете тетовски екипи, Шкендија и Ренова, како и екипата на Македонија Ѓорче Петров, која иако има изброј на бодови со Шкупи, има подобар меѓусебен дуел и токму поради тоа ќе биде третиот македонски представник во второто по квалитет европско надпреварување. Покрај овие екипи лиценци за настап во фудбалска Европа добија и екипите на Академија, Пандев, Работнички и Шкупи, но тие ќе чекаат некоја следна прилика за настап во фудбалска Европа. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието и останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!